Стопанството сериозно се мобилизира, притисокот од кризата допрева ќе удри по бизнисот. Има ли стратегија за ублажување на последиците во тема на денот? Бранко Азевски, председателот на Стопанската комора. Господине Азевски, ви благодарам што се вклучувате во централниот дневник на Македонската телевизија. Чест ми и задоволство. Ве поздравувам. Господин Азевски, едноставно прво прашање. Во каква состојба се наоѓа стопанството во Македонија сега? Во стартна позиција на 110 метри со пречки. Али со големо искуство од 2008 година, од кога не сме излезени од криза, така да долг период се наоѓаме во една грч ситуација и мислам дека и овој пат на време стартовавме со мерките и дека ќе задржиме ситуацијата под контрола. Господин Азевски, експертите предупредуваат дека допрева ќе се почувствува и економскиот, и енергетскиот, и безбедносниот шок, слично ништо како и по ковид кризата, па и онаа ситуација во Украина. Великовте дека стопанството навреме почнало да се мобилизира. Меѓутоа, колку ќе може да одговори на сите овие шокови што се закануваат, за кои што да речеме економистите, експертите, кои што долго анализираат, велат дека ќе се одразат по некои 10 на 15 дена? Ние сме спремни кризата да потраи подолго, имаме сет на мерки заедно со владата утврдени, со кои што ќе може да се контролира ситуацијата. Нормално, ако безбедносно излези ситуацијата од контрола, тоа веќе е друго прашање. Во главном, ова што во овој момент се случува и она што може да се предвиди во наредниот месец дена, ќе биде под контрола. Генерално од владата велат дека постојано на дневно ниво имаат комуникација со стопанствениците. Што е оно што бизнисот го става на маса пред владата секојдневно? Нормално го стават приходите кои се потребни за функционирање на државата. Јас можам да потврдам дека веќе трета, четврта недела сме во интензивна комуникација и консултации со владата, сите стопански субјекти, дека најмалку 5 пати премиерот во овој период присуствувал на состаноци во Стопанската комора на кој што се дискутирало за ова, а секојдневно е во комуникација со нас и со неговиот кабинет за концепирање на мерки кои што се потребни во моментот. Какви мерки според вас треба сега веќе да се направат за да може понатаму стопанството да го ублажи целиот овој удар? Тоа треба да се биде крајно внимателен со акцизата и со ДДВ-то. Може да се исто така проектира во некоја понатамошна фаза и користењето на стоковите резерви, а исто така и замрзнувањето на цените и на влезната компонента и на потребувачката компонента, што може да ја стабилизира ситуацијата. Кои сектори се сега најмногу погодени во овој период? Што велат вашите членки? Најголемите потрошувачи се најмногу погодени, затоа што кризата нешто дојде изненада и беше предизвикана од напад на САД на Иран. Него имаше и други, да речем, изненадувачки ефекти кои што не можеа да се предвидат. Така да мислам дека сето тоа можда малку на почетокот доведе до нејасна ситуација, али овде, бидејќи се работи за стратешки артикал, мислам дека секоја држава е припремена. Како ќе одговори на тоа? Господин Азевски, колку зголемените трошоци во текот на овој период, за кој што да речеме, сме сведоци сите, ја намалуваат конкурентноста и како сето тоа влијае на крајните потрошувачи, односно колку сето тоа сериозно ќе се одрази во периодот што доаѓа? Па видите сега, ние имаме искуство од оваа работа и знаеме тоа како ќе се одрази и се припремаме за таа работа. Во главном бројките све ќе ви кажат, ние 48% извезуваме во 5-6 земји, кои што се клучни за нас, тоа е Германија, тоа е Кина, тоа се Грција, тоа е Србија и така натаму. И околу 60%, 58,5% во земјите на Европската Унија. Тоа се прибирливи пазари кои што селектираат стока и нормално се борат конкурентни стоки на тие пазари. Секое поместување и бидејќи нафтата и нафтените деривати учествуваат во секоја калкулација на цени, создава проблем со конкурентноста.
е осетлива економијата на тие работи, али ние сме спремни да се соочиме со тоа и со одредени заштеди кои што самите ќе ги направиме и со одредна подршка од државата во понатамошните фази, мислам дека ќе го задржиме извозот и производството. Дали Стопанската комора ќе побера од владата намалување на данучниот и парафискален товар, односно поголема поддршка за инвестициите и за извозот во текот на овој период, околку да речеме посилно удри кризата, односно сега се наоѓаме во период на непредвидливост, меѓутоа сепак како и да е по она што се случува во светот, односно и во Европа, можно е да дојде до едни вакви последици. Значи, додека се на снага, односно се има простор за користење на мерките за кои што сме договорени со владата, да се преземат, ние нема да побараме тоа. После тоа мораме да повикаме да во ваква ситуација државата ни помогне нас, да ние да можеме понатака да и помагаме на државата. И тоа досега ние сме го играли и сме го правеле како што треба и ќе го поновиме и сега и бизнисот да не е вознемирен, ќе направиме све што е во наша моќ да не дојде до посериозни нарушувања. Како во едни вакви услови, господин Азовски, да се направи една долгорочна и предвидлива економска политика? Има ли некоја стратегија бизнисот за и понатаму да може да опстане, да не затвора, да не загубат работни места? Па јас сум рекол и сега ќе повторам, на секоја македонска фирма со оглед на тоа што се наоѓа во вакви ситуации континуирано треба да му се даде по еден орден. И повторувам исто и сега истата констатација, затоа што ние практично од 92 година до самостојањето се наоѓаме во некои тешки кризи, воени, предвоени, кризни, па ембарга, па блокади, па кризи здравствени, па енергетски и така натаму. Ние освен криза друго и не знаеме нашата генерација. Мислам дека е турбулентно времето и тоа е основа и прилика да созреат и луѓето и компаниите и државата и да покажат дека можат да функционираат во било какви услови, тоа ќе ни биде полесно да постигнуваме подобри резултати. Јас мислам дека Македонија изгради структура која што ќе зачува основата и капиталните вредности на државата, а понатака све ќе биде предмет на наша дарба, на способноста за ризик и на излегувањето од сопствената држава надвор на меѓународните пазари, да покажеме колку знаеме и колку вредиме и колку образовниот систем изгради кадар за таа работа. Сега со овие бројки со кои што располагаме, со кои што ви кажувам дека трговијата меѓународна околу 20 милиарди долари, дека имаме 8 милиарди извоз и така натаму, покажуваме дека добро се држиме, а и имаме стратегија како тоа да го наголемиме. Господин Азовски, се благодарам што бевте гостин во тема на денот во Централниот дневник на Македонската телевизија. Јас исто ви благодарам и можда преоптимистички делувам, али верувајте дека и на граѓаните и на фирмите има доста од песимизми и мислам дека треба сите да видиме зрак на надеж и во кризните ситуации кризата да ја претвориме во предност. Тоа не зависи од нас, вие најдобро знаете дека меѓународните состојби и големите држави ги диктираат, меѓутоа ние треба да имаме амортизациони механизми кои што таквите кризи ќе ги претворат во наша предност и затоа е и предноста на малите земји што можат побрзо да се прилагодат. Јас мислам дека во овие 32 години Република Македонија изгради и структура на економија и структура на луѓе кои што можат да се супростават и да извлечат државата од ваква ситуација. Уште еднаш благодарам за вашите ставови во Централниот дневник на Македонската телевизија.